Добар ден на сите, најпрво сакам да ги поздравам нашите домаќини Ваптек Скопје, една од најголемите корпорации во светот во својата индустрија. И денес заедно со менаџерскиот тим на Ваптек МЗТ направивме обиколка на погоните. Видовме многу енергија, ентузијазам, многу стручни работници, меѓутоа пред се видовме една исклучително висока технологија која што може единствено да се види во фабрики во Англија, во Франција, во Соединетите Американски држави и тука во Скопје. Ние денес живееме во време на предизвици, живееме во време кога тешко се предвидуваат последиците од кризите кои што доаѓаат една по друга и со кои што се соочевме во текот на изминатите години. Но она што го правиме и што е најважно е ја одредуваме насоката по која што се движиме и од таа насока нема да отстапиме. Политиката на владата е многу јасна, а тоа е насочена пред се кон економски развој на општеството, создавање на услови за отворање на нови работни места, европска ориентација со цврсто зашувување на нашите национални интереси. Дека Северна Македонија индустријски се развива, дека економијата расте, тоа не е резултат само на работата на владата, нормално институциите, туку пред се на вакви компании кои што инвестираат во високо технолошко индустријско производство кое се продава на светските пазари. Ваптек е резултат на спојување на три индустријски гиганти од Соединетите Американски држави и Франција со повеќе од 150 години историја во железничкиот бизнис и имаат своји производствени погони ширум светот, но и во Северна Македонија. МЗТ како компанија основана во 1946 година е фокусирана на системи за стопирање. Меѓутоа, откако влегува во системот на Ваптек, тогаш практично прераснува фабриката во една од лидерите во производство, меѓутоа и во развој на системи за железничкиот сообраќај. Ние како влада секако дека даваме поддршка. Во моментов во Ваптек работат 370 високо квалификувани работници. Имаат развиено програма за преквалификација на работници од други индустрии кои што работат заедно со Министерството за труд и социјална политика и секако вокално образование кое што го работат со Министерството за образование, а кое што произведува нови кадри потребни за оваа фабрика. Во текот на изминатиот период фактите говорат дека врз основа на политиките кои што ги имаме за зголемување на инвестициите и на бројот на работници има нови 4800 вработени во технолошко-индустријските развојни зони во ширум Македонија, а вкупниот број достигна од 17790, кое што е рекордно ниво на вработени во странските инвестиции кои што работат во технолошко-индустријските развојни зони. Ваптек е фабрика која што се наоѓа надвор од технолошко-индустријската развојна зона, меѓутоа сепак таа поседува производство кое што е на исклучително високо ниво и деловите кои што ги произведуваат може да се најдат од њујоршкото метро до познатата Ориент Експрес пруга до лондонското најново метро и сите тие локомотиви, возови, постројки се снабдени со делови кои што се развиени и кои што се произведени тука во оваа фабрика во Скопје. Јас имам само комплименти за она што го видов денес, ги видов и развојните планови на Ваптек. Тие планираат да градат сосема нов објект заради проширување на своето производство. Планираат да вработат дополнително 150 вработени во наредниот 4 годишен период и тоа работени кои што ќе работат исклучиво на CNC машини. Дел од нивниот нов производствен машински парк кој што во моментов се инсталира, практично е донесен од Велика Британија, каде што после успешниот почеток на работа во Скопје во текот на изминатите години се одлучуваат дел од своите најважни производи да ги произведуваат тука во Скопје во оваа фабрика. Оваа фабрика веќе практично станува и претесна и за вработените, иако е голема, и за машините кои што се донесени тука и затоа јас им посакувам многу успех на менаџментот, на собствениците, акционерите на Ваптек, дека треба да бидеме свесни дека во корпорацијата Ваптек има и спојување направено во текот на изминатите години кои што вклучуваат и делови од General Electric од Соединетите Американски држави и затоа ние како влада ќе направиме се што е потребно за да една ваква инвестиција, еден ваков странски инвеститор во државата го поддржиме, да може да се развива, да гради нови објекти, да
да воведува нови технологии, секако да вработува, образува и обучува нови квалитетни инженерски кадри и неинженерски кадри кои што потекнуваат од нашата држава. Меѓутоа и секако тие се фабрика која што и ќе увезува работна сила со оглед на потребите кои што ги имаат заради технологијата која што ја користат, а кои подоцна ќе го пренесуваат своето знаење на вработените кои што доаѓаат од нашите универзитети. Гледате и самиот состав на менеджментот е исклучително меѓународен. Имаме тука и италијани, англичани, секако и македонци кои што го водат оперативниот бизнис и можам само да изразам уште еднаш комплименти и да им посакам многу успех за иднината и за развојот на компанијата. Благодарам.